Почитуван Зоране, кажи ми, се остава ли град со 100.000 жители без буџет за Атерна Дуи? Му се доделуваат ли на еден град вкупно 1.000 евра за цела година за култура? Се давиш во диктаторски скандали без Заев? Денови ве очекувам сите надлежности од областа на образованието од општина Гостивар да ги пренесеш на централната власт. Срам и брука. Го сваќам писмото како некоја горчина. Веројатно од прекинот на соработката помеѓу Алијансата и СДСМ. Се надевам времен. Не ги делам општините во она што значи соработка и поддршка. Градоначалниците, исто како и јас, се лица кои привремено добиле чест и одговорност да управуваат со средствата на граѓаните. Вчера попладнето се одземени надлежностите на градоначалникот на општина Гостивар во делот на образованието и тоа во делот кој што се однесува на именување и разрешување на директори на општински основни и на средни училишта. Комуникацијата меѓу владата и досегашниот нејзин министер Арвен Таравари го допре врвот на ледениот брег. Во следните 9 месеци, градоначалникот на Гостивар останува без ингеренции во образованието во општината. Според Министерството за образование, Таравари незаконски разрешувал и именувал директори на училиштата. Од Дуи тврдат дека ги оставил само кадрите на ВМРО. Таравари пак обвинува за политички притисок од Дуи, под кој потпаднал и Заев. Unë jam I bllokum për të gjitha anëve. Më thënë SDSM edhe Duji I kanë bërë të gjitha të këqijat që mund të bëjnë ligjerisht. Më thënë nuk kanë lënë diçka që kanë mund të bëjnë dhe mos e bëjnë. Dhe për drejtorët e VMRO-s, domethënë drejtorët e VMRO-s janë të embruar prej Nevzat Betës, prej ish kryetarit. Unë nuk I kam ndryshu, sepse normalisht edhe unë pres në këshill si do jetë kombinimi I këshilltarëve, në bazë të këshilltarëve. Ashtu edhe më tutje do t'i bëjmë konkurse dhe do mundohem që drejtorët e ardhshëm, të cilët do I zgjedhim, të jenë pa përkatësi politike, atë që mundemi. Edhe këto drejtorë që I kam zgjedhur në Gostivar, jam mundu që të shkojnë për këshillat e shkollave dhe të kërkoj propozime prej atyre. Në shumicën e shkollave kam shku dhe I kam marrë propozimet prej 2, 3, 4 propozimeve, njërin e kam zgjedhur. Me plot përgjegjësi në shumë emisione e kam thënë se mbi gjysmën e drejtorëve personalisht nuk I njoh. Që do me thonë nuk kanë qenë antar të Aliansës për Shqiptarët. Одземањето на надлежностите во образованието може да биде привремена кулминација на политичкиот судир во и околу општина Гостивар. Друг суштински проблем кој може да кулминира е фактот што Гостивар е единствената општина во Македонија која се уште нема буџет за 2018. Прва воочлива последица од блокадата е тоа што паркингот е бесплатен на секаде низ градот. Од една страна тоа е поволност за граѓаните, но од друга предизвикува хаос во паркирањето. Без буџет, Таравари не може да ангажира фирма која би управувала со паркинзите. Договорот со претходната го раскинал, оти вели дека бил неповолен. Пречка да се изгласа општинскиот буџет за 2018-та се несогласувањата меѓу градоначалникот кој од Алијансата за албанците и мнозинството во Советот кој го имаат Дуи и СДСМ. Председателот на Советот Насир Муслиу, кој од редовите на Дуи, тврди дека работите се под контрола. Обичајно еднаш месечно се држат седниците на Советот. Ние за јануари имавме седница, сега ќе одржиме за февруари, па пак на наредните месеци, ако има потреба, ќе одржиме седници. Но случајот со Гостивар е посебен, бидејќи нема буџет. Вие како председател на Совет имате ингеренции да свикате седница, па ако треба и вонредно. Зошто не го направивте тоа досега? Па поради тоа што го усвоивме тоа одлуката за привремено финансирање, немаше проблем да функционира општината и месец, дена, два не е голем проблем, него потребно е и подобро да се одржи, да се усвои буџет кој ќе биде за доброто на граѓаните, тоа сега го правиме. Дали ова е освета за Таравари, бидејќи ги смени сите директори кои беа поставени од Дуи? Не, тоа не е освета, тоа е работа на градоначалникот кој може не требаше такво нешто да прави, него требаше само да го почитува законот и законски да ги избира и да ги изменува директори. А тоа нема врска со одлуките на Советот. Прашавме и во локалната организација на СДСМ. Тие имаат забелешки за начинот на кој Таравари го скроил предлог буџетот. Сите проекти и што се за општина Гостивар ќе ги реализираме преку Советот на општината Гостивар, бидејќи градоначалникот
до сега нема мрнато ни со мал прст за некој проект, за нешто да направи, за да се подобри условите на граѓаните за живот, за да се подобрат условите за живот на граѓаните на Гостивар. А како би направил некој проект кога нема буџет? Буџет има на располагање 1/3 од минатиот буџет. И може да располага. Градоначалникот не најавил досега ни еден проект дека треба да се реализира. Не викнал на разговор досега. Општината привремено се финансира со позајмици од Министерството за финансии. Ако буџетот не се изгласа до 31 март, Законот за локална самоуправа предвидува распуштање на општинскиот совет и организирање нови локални избори во таа општина, но само за советници, а не и за градоначалник. Pamo su diskutu për buxhetin. Thuhet se nuk është zhvillimor, mendoj se është jo korrekt. Në qoftë se diskutoheshin për propozim buxhetin dhe unë nuk i pranojsha propozimet e atyre, atëherë pranoj se nuk ka pas bashkëpunim ndërmjet kryetarit dhe këshillit. Por, unë jam i gatshëm, atë kam thënë edhe të gjithë këshilltarëve, ti pranoj të gjitha sugjerimet për plotësime. Qytetarët e Gostivarit vendosin kush është kryetar komune. Nuk mundet dikush të vinë dhe të thotë ky do jetë kryetar, ky ministër, unë kryeministër. Nuk e kemi atë luks, nuk na mundson. Kjo është demokracia. Demokracia është ndryshim. Unë shpresoj se të votohet buxheti në javët e ardhshme. Nëse nuk votohet, unë du të shkojmë në zgjedhje të parakohshme për Këshillin Komunal. Mendoj se Alianca për Shqiptarët është zhvilluar shumë më shumë dhe do e fiton bindshëm BDI-n. Nëse ato duan të garojmë dhe të shohim ku e kemi, si qëndron tash BDI dhe si qëndron Alianca për Shqiptarët, i ftoj dhe ne si Aliancë për Shqiptarët jemi të gatshëm dhe duam të shkojmë në zgjedhje të parakohshme për Këshillin Komunal. Од мнозинството во Советот велат дека работите нема да стигнат до предвремени избори. Ние имаме расположение да го усвоиме буџетот, нема потреба зашто граѓаните да ги ставиме во еден дополнителен терет, да има пак избори кога нема таква потреба. Во Гостивар ќе се разгледа буџетот, ќе се донесат амандмански решенија, ќе се интервенира во буџетот за да можеме да ги задоволиме основните потреби на граѓаните на Гостивар. Како прв можен датум за седница на која би се дискутирало за буџетот, се спомнува 5 март.